Гостин во Урбаните вести е градоначалникот на општина Бутел, господинот Велимир Смилевски. Градоначалник, добро дојдовте во студиото на МТМ. Подобро да ве најдам. Благодарам. Најпрво да ви честитам за победата и се надевам дека до крајот на вашиот мандат ќе оправдате довербата на жителите од општина Бутел. Тоа со сигурност. Дека ќе ја оправдам и мислам дека многу повеќе од она што очекуваа ќе направим. Така. Како се почувствувавте, неодамна нели дојдовте на функцијата како градоначалник, како се почувствувавте кога дојдовте првиот ден на функција? Па првично беше еуфорично, но со текот на сатите веќе свативме дека работата е сериозна и дека треба сериозно да ги сватиме сите работи, затоа што голема е врската према народот. Така. Дали ќе ги довршите започнатите проекти кои што се започнати од претходното раководство? Се разбира, се што е добро и ќе го довршиме и ќе го надградиме и ќе кажеме кој го има направено. Според вас, дали се потребни некои измени во работењето на функционирањето на општина Бутел? Па да, како што и кажувавме за време на изборите, општина Бутел ќе биде отворена општина. Општина каде што секој граѓанин ќе може да си побара се она што му следи, се она што треба да се направи. Општина каде што секој ќе си го најде своето место и ќе можеме да напредуваме понатаму. Така, се ближи крајот на 2017 година. Кои проекти се предвидени да се отпочнат до крајот на годината? Па веќе до секторот урбанизам дадовме и неколку обврски да се почнат проекти околу изградба на канализација, околу изградба на водовод, околу изградба на улици кои што треба да се асфалтираат и мислам дека за брзо време до крајот на месецот ќе имаме една јасна слика што во наредната година ќе треба да направиме. Мојата идеја е да се направи еден акционен план кој што ќе биде и за подолгорочно, значи за сите 4 години, да знаеме што се насите обврски во општината Бутел. Се разбира дека гасификацијата, парното и она најголемиот проблем што го имаме во Бутел ќе го решиме, тоа е значи здравствениот дом, или ајде се надеваме дека ќе биде здравствен дом, затоа што поликлиниката во првата фаза не е многу важна. Така. Во вашата изборна програма има повеќе проекти, нели поголем број на проекти во текот на вашиот мандат што ќе треба да се реализираат, меѓутоа ајде да ги кажеме проектите кои што ќе се реализираат во текот на 2018 година, односно следната година. Да ги запознаеме повеќе жителите на општина Бутел. Па се надевам дека тие се големи проекти, ако не бидат за првата година ќе биде значи во почетокот на втората година. Тоа е, како што кажав, поликлиниката во нашата општина, која што ја немаме. Воведување на гасификација во првата фаза, значи во оние места каде што имаме услови тоа да го направиме, значи зборам за првата година. Имаме почеток на едно многу важно стратешко решение околу топлификацијата, носење од железара топлинска вода. Имаме во селото Љубанци, Љуботин и селото Раштак со една меѓуопштинска организација која што ние ќе бидеме носители да донесеме вода во овие 3 села. Изградба на едно училиште во Визбегово кое што е од огромно значење како за населението, така и за општината. Се ударните проекти кои што треба да ни бидат носители за наредната година, додека пак оние основни работи околу осветлување, поставање на светла, асфалтирање, поставување на тротоари, бидејќи мислам дека многу малце тротоари имаме, ќе бидат оние што уште во првите месеци, ако даде временските услови, направени за да може луѓето безбедно да стигнуваат до своите домови. Така. Ајде да ги анализираме проектите или да ги образложиме проектите кои што ќе се прават во делот на инфраструктурата. Многу тешко. Значи, тоа е горливо прашање на Бутел. Како што кажувавме и за време на сите средби и се она што се случуваше, Бутел има проблем од Радишани до Бутел 2. Со канализацијата, атмосферската канализација, можам да кажам и дека ја нема, само ја има на главните улици, каде што се она што ќе дојде од споредните сервисни улици се поплавува во главната улица и долните куќи кои што
се во долниот дел или во крајот на уличката, скоро 90% се поплавува, бидејќи атмосферската канализација или ја нема, или е препона со прљаштини. Така да тоа ќе не биде приоритетот, како што прашавте, за да може атмосферската канализација да ја пробиеме и да ја поставиме во општина Бутел. Тоа ќе биде голем проект. Така. Пред општинската зграда и амбулантата во општина Бутел секојдневно може да се забележи нели локални пазарџии кои што се паркирани ги продаваат своите производи. Пред минатата недела, односно имавте средба со дел од нив. Претпоставувам дека се договоривте нешто, меѓутоа веќе не кажете ви поконкретно за што станува збор, како ќе го решите овој проблем? Па добро, проблемот ќе го решиме обострано, затоа што и они се свесни дека тука сметат. Тоа е една лоша слика за Бутел, слика која што сум сигурен дека во наредниот период нема да остане таква. Се договоривме дека до крајот на месецот ќе си ги продадат своите земјоделски производи и веќе од почетокот на првиот месец нема да има ни еден пазарчија кој што е див, вклучувајќи го и пазарџиите околу пазарот спроти општината, таму малце потешко бидејќи се многу повеќе луѓе со помали производи. Но мислам дека ќе имаме разбирање. Јас како градоначелник си преземав поврска да им понудам на пазарџиите кои што работат на големо две опции кои што договорно ќе се договориме и нивните возила ќе ги паркираат на тие места. Со тоа мислам дека ќе ги исполниме и нашите и нивните обврски. Така, одлично. Во делот на образованието, што е она што ќе го направите? Ќе има ли нови градинки? Спомнавте ќе се гради училиште во Визбегово. Што друго ќе се случува? Па и да почнам одгоре. Имавме веќе состанок со директорите, јас им ја покажав, им ја презентирав мојата програма. Мислам дека иако се од другата страна избрани, мислам дека најдоа на разбирање и еден вид радост од нивна страна, затоа што училиштата кои што работат ќе ги подсредиме. Во селото Љубанци сакаме да отвориме една дечја градинка која што ќе биде со некои си 3 училници. Во селото Љуботен ќе изградиме едно мало училиште во долниот дел кој што ќе има околу 300 деца, значи бројката не е мала, околу 200 до 300 деца, бидејќи тие деца патуваат негде околу 3 до 4 километри на зимно време по на горнина или по на долнина на неасфалтирани патови, така да приоритетот околу образованието ќе ни биде во првата фаза изградба на мало училиште, потоа во горниот дел изградба на една сала и изградба на комплет училиште после со градинка, додека пак во местноста Расадник сакаме да изградиме една мала градинка исто како што веќе ќе има и во Љубанци. Во училиштето Климент Охридски ќе отвориме исто така мала градинка заради тоа што тука гравитираат многу деца. Во Визбегово покрај училиштето ќе отвориме и една мала градинка која што ќе ги задоволува потребите на горниот дел од селото, тоест граѓаните на улица број 3, додека пак старото училиште кое што во моментот учат многу малце дечиња, ќе ја преправиме во градинка и таа ќе не биде втората градинка во Визбегово. Мислам дека со ова, ако успееме во првите 3 години ќе бидеме премногу задоволни, но јас сум поголем оптимиста за година и пол дека ќе ги завршиме овие проекти затоа што се реални и од потреба на граѓаните. Така, одлично. Општина Бутел има индустријски зони. Имате ли планови за нови странски или домашни инвеститори? Сигурно дека ќе бараме инвеститори, но сите знаеме какви се нашите закони. Сега во моментот и странските и домашните и странските инвеститори, стопанственици се пред предизвикот, значи исти, нема разлика какви ќе бидат, но ние како општина ќе понудиме една можност за инвеститорите да дојдат во нашата општина, со тоа да им изградиме добра инфраструктура со местоположбата на нашата општина. Мислам дека ќе привлечеме многу инвеститори кои што ќе сакаат во наредниот период да градат. Инаку званично во Бутел има 2 индустријски зони. Едната е големата во Визбегово и која што е најголема во Република Македонија, и другата е индустријска зона во Расадник, кој што е многу мала индустријска зона и таа ќе биде лесно загадувачка индустрија која што може да се каже само ќе бидат сервис или некои производства кои што нема да имат никакво загадување.
Со тоа мислам дека ќе ги задоволиме сите потреби во општината Бутел околу индустријските зони и ќе се префрлиме во другиот дел, оној дел кој што мислам дека ќе успееме како општина да донесеме инвеститори кои што сакаат да изградат трговски центри кои што ќе бидат во малце поголем обем од оние кои што ги имаме во населбите. Така да тоа ќе остане како една енигма до гледачите и на наредната средба малце повеќе ќе ги отвориме картите за да видат дека во Бутел има визија за Бутел живот, како што во изминатиот период. Така. Во делот на покрупните зафати што треба да се реализираат до крајот на вашиот мандат, еве спомнавте дека ќе градите нови градинки, училишта, трговски центри, што друго е предвидено за следните 4 години? За вторите 4? Така, ако збориме за вторите 4, се надевам дека ќе бидат граѓаните задоволни. Најпред и јас ќе бидам задоволен за тоа што тие што ме познаваат, јас сум и самокритичен и за себе. Сакам секогаш да ги завршам работите, сигурен сум дека ќе ги завршам, но за Бутел имаме една убава визија каде што сакам од надвожњакот од наше дете да направам еден тунел до трианглата кој што се наоѓа во Бутел 1, стара или викана Коцка и делот кој иде према Бутел станицата или населбата Радишани. Горниот дел ќе биде еден прекрасен парк каде што секој ќе може да си го најде своето катче. Имаме визии, имаме многу интересни работи, покрај реката Серава се надевам дека ќе изградиме на трим патека, па покрај незе ќе имаме и едно убаво катче каде што секој ќе може да се рекреира. Во Визбегово рачунаме дека ќе направиме една прекрасна атракција атракција ќе биде не само во Република Македонија, туку во Југоисточен Балкан, која што ќе биде мапа на сите збиднувања. Тоа е аквадуктот кој што е во Визбегово. Во мојата програма често го зборев и морам да го кажам затоа што тоа ќе биде посебно место на бутелчани и се надевам на сите граѓани на Република Македонија. Така, кажавме за проектите, меѓутоа еве како ја замислувате општина Бутел после 4 години? Срекни, насмејани лица. Да, значи сигурно дека општината ќе биде многу поразвиена, поорганизирана. Луѓето не ќе мораат да чекаат пред општината за средби или презентирање на своите идеи или проблеми кои што ги има. Сето тоа ќе го направиме поразлично, тоа ќе биде во местните организации кои што ќе ги заживееме. Луѓето ќе гравитираат во местните организации, ќе може да се ги покажат таму проблемите кои што ги имаат. Се разбира дека тоа ќе биде едно убаво место каде што секој ќе си го наоѓа својот дел. Пензионерите веќе ги денеска и во петокот имавме средби, веќе сме во добра пријателска комуникација. Денеска има и една прослава која што им ја честитам, има голема победа на спортските игри. Имаме пензионерски клуб Бутел кој што целиот Бутел во наредниот период ќе се гордее. Ние како општина веќе имаме дадено една просторија, но во наредниот период малце повеќе ќе се заангажираме за потребите на пензионерите, се разбира и за сите невладини организации кои што ќе бидат носители на проекти во општината Бутел. Така. И еве уште сосема за крај, ќе ги продолжите ли да ги поддржувате и вие културните манифестации кои што се веќе започнати во општина Бутел? Да, и ќе ги надградиме, што ме рекле, ќе имаме многу повеќе, затоа што тука ќе биде местото каде што луѓето ќе се зближуваат и секој ќе си го најде своето место. Јас така гледам тие културни манифестации, иако немаме културен дом, како општина ќе тезнееме во вториот мандат да изградиме еден културен дом. Одлично. Јас ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам и на вас.